Округот Нортхемптон, Пенсилванија, често беше во сршта на индустријските револуции на САД и политичките еволуции. Градот Истон беше едно од трите места каде декларацијата за независност првпат беше прочитана пред јавноста. Бетлеем некогаш синоним за индустријска моќ. Сега туристичка дестинација со настапи како што е Музик Фест привлекува повеќе од 1 милион посетители годинава. Тоа е многу повозбудлива мелодија за градот и неговите гласачи кои го следат блузот од пред 2 децении, кога поранешниот индустријски титан Бетлеем Стил беше распуштен и продаден. Кина сега се занимава со челик. Тие сакаат да знаат што ќе направат овие кандидати за да ги вратат тие работни места или да ја обноват Америка. Округот Нортхемптон има неверојатна способност да ги избере победниците на претседателските избори, откако ги избра сите, освен тројца по 1920 година. Тоа што го прави магично е неговата способност да предвиди што се случува во државата и на национално ниво е неговата мешавина. А во таа мешавина се земјоделци, приградски жители, нови жители од Њујорк и Филаделфија и растачка шпанска популација. Тврдокорните републиканци и демократи, тие се еднакви кога ќе се пребројат. Демократите имаат малку предност, тој мал процент луѓе кои би гласале поинаку ќе одлучат на изборите. И затоа ова е познат како одлучувачки округ во САД, каде што се уште има значителен процент на гласачи кои го делат својот глас меѓу партиите и им даваат приоритет на прашањата отколку на личностите. Да се биде председател е работа. Повеќе се грижиме за тоа. Дали работата ќе се заврши? Тоа е Рейчел Лоуел, нова мајка, загрижена за правата на жените и политиките за животната средина. Мико Херн гледа дека мнозинството од округот ги поддржува демократите за втори последователни претседателски избори. Од разговор со луѓе за кои знам дека гласа за Трамп на последните избори, тие нема да гласаат за него овој пат зашто велат дека некако се уморни од тоа. Кандидатката од Демократската партија Камала Харис нема да го добие гласот на Вейн Џонс, бидејќи како што тој вели, поранешниот претседател Доналд Трамп е построг во запирање на нелегалната миграција. Ако сега треба да изберам, лесно. Трамп, да ги пуштите сите овие луѓе да ја преминат границата. Гласачите во округот сериозно ја сваќаат својата клучна улога во изборот на претседатели, но според професорот Борик, тој благослов и не е толку добар. Живеам во округот Нортхемптон. Пораките кои што ги добивам или кога го вклучувам телевизорот има многу реклами. Убаво е да се биде посакуван, но понекогаш вниманието може да биде огромно. Со тоа што вниманието е свртено кон округот Нортхемптон како политички бранител на нацијата, кампањите и на Трамп и на Харис ќе продолжат да се присутни овде до денот на изборите.